Кристијан, започна финалната серија во одбојкарското првенство на Македонија. Изненадување беше самиот триумф во купот на Македонија. Што може да се каже за тоа што ОФУ Штип се пласира во финалето на првенството? Па вака, пред се нашите цели пред почетокот на сезоната беше да се пласираме во Final Four и во двете категории, во купот и во лигата. Ги остваривме уште многу одамна, нели? Што беше? Реално, како екипа бевме многу подобри од вториот полуфиналист од Работнички и тоа некако првата утакмица, првиот надпревар не го докажавме, меѓутоа стегнавме заби, направивме реформи во тактиката и мислам дека заслужено се најавме во финалето. Сега, кога нели ќе дојдеш до таква една финална серија, апетитите поинаку ти растат, поинаку гледаш на работата, не гледаш само нели да се пласираш. Па се надевам дека играчите спремни сме до некоја фаза до која што би можеле да парираме солидно на екипата на Струмица, која е апсолутен фаворит во разигрувањето за финалната серија. Но покажавме во купот дека знаеме да добро да се носиме кога не сметаат нели како аутсайдери. Така да се надевам, изјавувам веќе уназад дека очекувам повеќе од 3 надпревари. Можеби и 5. Можеби и 5. Комплетна серија. Да. И тоа е некако, можеби за спортската јавност во Штип е изненадување се во ова. Дали изненадување за одбојкарската фела во Македонија, за луѓето кои што ја познаваат одбојката? Како тие гледаат на овој успех? Па не би рекол, од причина што со самото доведување на тројцата иранци, некако екипата ги потполни оние дупки кои што фалеа нели за да биде компетитивна за високи цели и дострели. Така да како ја градевме формата, така веќе се наговестуваше дека баш ние ќе бидеме едни од финалистите и за нели освојување на купот кој што го освоивме и направивме еден историски успех за нас како клуб и за градот Штип, но и за разигрување за финалето во лигата. Така да верувам дека не е изненадување помеѓу одбојкарските клубови, но за големо изненадување нели на градот и за една историја на градот. Одбојката не е толку експонирана во градот и верувам дека луѓето со баш изненадување го дочека ова финале и овој момент. Независно од исходот на финалната серија, веројатно успехот во купот, пласманот во финалната серија на првенството представува на некој начин обврска за догодина да се планира можеби чекор повеќе, можеби повторување на се во ова. Има ли веќе планови за екипата во наредната сезона, иако не е завршена ова? Да, па да, ние уште минатата сезона веќе ги планираме нашите активности за следната сезона, така да планираме да се надпреваруваме во балкански купови, да сме здрави и живи во ЦЕФ купови, челендж, квалификации Лига шампиони, меѓутоа неколку пати кажав дека за сето тоа да успее, многу е битно да имаме ние наша собствена сала, бидејќи ќе треба да користиме сала од соседните градови кои што исполнува минимални услови за одржување на такви настани и со самото тоа доведува до прашање нели ние да размислуваме за развивање во однос на играчкиот кадар, значи доведување на нови играчи од нашиот младински погон да создаваме поквалитетни играчи, затоа и нели ова некоја цел доведување на странски играчи со тоа што нашите напредуваат, тоа можем да го докажам преку Михајло Миравчиев кој од младинскиот погон се наметнува можеби како идеен репрезентативец и така натаму, така да размислуваме во таа насока и тука нема да застанеме, веќе е ветер во грб уназад ни се и општината и универзитетот. Ја препознаваат нашата цел и нашата визија и верувам дека за следната сезона дека со заеднички сили и со спонзорите дека ќе најдеме повеќе финанси и ќе одиме на некако високи дострели. Успесите се на некој начин и самата најдобра препорака за тоа да има поголем интерес од спонзори. Се појавува ли тој момент повеќе? Па да, нормално дека се појавува. Значи и фирмите тука во Штип и компаниите и општината забележува дека со некои помали услови дека преку овој спорт може да дојде до поголема афирмација и на градот и на спортот воопшто и да се достигне нели повисоки резултати. Така да на некој начин тоа и ни беше целта да докажеме дека еве можеме тоа да го оствариме и може во иднина да испадне на ова, како да кажам, успешна приказна за општи за градот и за
клубот. Денеска е надпреварот во Струмица. Следните два кога се на Во петок е закажан на 19 надпреварот тука во Штип, а во понеделник се игра третиот надпревар во Струмица. Потоа зависи од резултатот како ќе биде, и исто програмската шема на македонска телевизија, бидејќи сите ќе одат на националниот канал за имитување на надпреварите. Ќе видиме како ќе биде понатаму распоредот. успех, па нека има и 5 надпревари, многу добра одвека, успехи на ОК Угол и Штип, иако ова што е постигнато досега е самото по себе успех. Благодарам на вас.